Благодарам, господине Џафери. Господине Заев, вашата или било чија одговорност најмалку значи доколку направиме грешен потек во овој момент за државата, за нацијата, за националните интереси. Јас го разбирам влогот што вие сакате да го покажете да го правите, но ништо не значи доколку направиме погрешен потек. Дали Заев ќе го има на политичка сцена за 5 години или за 10 години или ќе го нема, е помалку битно отколку оваа клучна одлука. Околу член 49. Пред неколку дена јасно зборував. Тој е единствениот член во кој што зборот Македонија не оди со терминот Република Македонија, туку вели Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји, вие тоа ќе го избришете, и за иселениците од Македонија. Не вика Република Македонија. И тоа ќе го избришете. Зошто? Заради тоа што нашата заедница во Торонто, или во Мелбурн, или во Перт, е повеќе сочинета од луѓе кои што никогаш немале допир со Републиката, како што тие самите викаат. И затоа ве молам, не е коректно да ги прерипуваме овие аргументации. Тоа не значи нити територијални аспирации, тоа не значи нити големи сонови, кои што не постојат во оваа држава, но тоа значи одговорност спрема мачната судбина која што имале тие луѓе. Прва работа. Втора работа, да, имаме право како држава во вакви стратешки договори да побараме прво оделение еден предмет на македонски јазик. Но тоа не е побарано. Прашање е дали е побарано или не. Понатака, велите јазикот. Јазикот и во самиот договор. Значи јазикот, договорот, новиот договор, не го признава јазикот, туку вика се повикува на конвенција од 77 година. На нешто што веќе сме го имале. Не го кажувајте дека сега сме го добиле. Самиот договор кој што е подпишен од Димитров вели се повикува на 77 година. Околу националноста. До сега во графата во Обединетите нации стоеше Македонија. Сега ќе стои Македонијан кроз нешто. Небитно што. Прва работа. Втора работа. Сите изјави од грчка страна велат ние не признаваме македонска нација, туку признаваме тие луѓе сами да се самоопределат. Океј? Кој досега мене ми забрани да се самоопределам? Зошто јас во сите документи и досега пишував македонец? Требаше Грција да ми дозволи јас да пишам дека сум македонец. Едноставно не е баш така како што се објаснува. И конечно, дури и да имавте како СДСМ двотретинско мнозинство, господине Заев, ваква работа не требаше да правите сами. Дури и да имавте како СДСМ сами двотретинско мнозинство, ваква работа не требаше да правите сами. Ќе завршам мислата. Консензусот е битен, но прашање е дали е пред свршен чин. Трите работи ќе ги повторам и тука ќе завршам. Момент на почеток на преговори без опозиција, момент на подпишување на договор без опозиција и момент, ако сум досаден, можете да излезете слободно, и момент на гласање на договор без гласање на одлука за референдум без опозиција. Така да, благодарам. По-комплицирана состојба во државата во политички аспект, јас не памтам, а долго сум во собранието и мислам дека треба многу повеќе разум, многу поголема широчина и многу поголем пристап, посериозен пристап за оваа тема. Благодарам, извинете.